Медицинските работници и наставниците во Москва се меѓу првите кои почнаа да ја примаат руската вакцина Спутник во рамките на кампањата на доброволна масовна вакцинација против коронавирус. Наводно, вакцината има 92% успешност, иако тестирањата не се комплетни. Вы знаете, прежде всего для безопасности своей и своих близких. Вы знаете, я долгое время тоже не верила. Считала, что это какие-то сказки, махинации, может быть, где-то даже. А пока не столкнулась с тем, что заболел мой близкий человек. Во Русија досега се инфицирани околу 2,5 милиона луѓе, а најмалку 43.000 починаа, но се претпоставува дека бројките се многу поголеми од официјалните. Во Велика Британија пристигнаа првите пратки од вакцината на Pfizer и BioNTech и започнува вакцинацијата. Британија е првата што ја одобри употребата на оваа вакцина и први ќе ја добијат медицинскиот персонал и луѓето над 80 години. It's just incredible, actually. Obviously, I can't hold them in my hands because they are minus 70 degrees, but to know that they are here and we are amongst the first in the country to actually receive the vaccine and therefore the first in the world is just amazing. I'm so proud. Се уште е нејасно колку долго трае имунитетот од вакцините и дали ќе биде запрено евентуалното мутирање на вирусот. Вакцината на Pfizer се уште чека на одобрение во Соединетите Американски држави и во Европската Унија, бидејќи тамошните регулатори се уште ги анализираат податоците. Тројца поранешни американски председатели, Барак Обама, Џорџ Буш и Бил Клинтон, изјавија дека ќе се вакцинираат против COVID-19 јавно, со цел да го намалат јавниот скептицизам во врска со безбедноста на вакцините. Во меѓувреме светот се подготвува и за прослава на божичните и новогодишните празници покрај пандемијата. Луѓето на големо купуваат новогодишни елки, дури и порано од вообичаеното. Во руска фабрика во Краснојарск, Сибир, изработуваат новогодишни декорации во знакот на коронавирус. Интересот е голем. Краснојарск, покрај Москва и Санкт Петерсбург, е еден од најпогодените руски градови од COVID-19. Во Витлеем пак со огномет беше одбележано осветлувањето на елката, а вообичаено во ова време е препон со посетители. Но годинава плоштадот е речиси празен, рестораните и хотелите не работат. Оваа година беше тажна, велат локалните жители. Па затоа, како се ближи крајот на 2020-та, луѓето во светот се желни и за малку радост и уживање, како и надеж за подобра наредна година.